Кога размислувам за трансхуманизмот, прва слика која се формира во мојот ум е секако сцената од филмот на Стенли Кјубрик 2001 Одисеја во Вселената. Во оваа сцена е представен оној примордијален миг во кој човечкиот далечен предок за прв пат употребува парче коска како продолжение на својот екстремитет. И само благодарение на таа мала промена стекнува супериорност над нему сличните видови. Овој настан со себе носи и промена во свеста и поимањето на светот од страна на дотогаш плашливото и загрозено животно. Таа сцена е маестрална представа на Кјубрик за она што се претпоставува дека бил првиот чекор на животното кон бивањето човек. Во далечната 1991 година, еден петтоделенец прв пат ја завршуваше годината со одличен успех. По тогашниот обичај, заедно со свидетелството доби и книга. Книгата беше 2001 Одисеја во Вселената од Артур Кларк. Оваа книга, односно филм, се задолжителни за сите оние што сакаат добро да го запознаат феноменот на трансхуманизмот. Но, ние на ова ќе се навратиме малку подоцна. Еден од повпечатливите и за мене фасцинантни филозофи е секако Фридрих Ниче. Во неговата филозофија е проткаена пораката дека човекот е свесно животно кое треба да се надмине себе си. Тоа надминување би требало да биде еволуирање во битие со повозвишена етика, зголемени психофизички способности и пред се зголемени умствени перформанси. Übermensch, односно надчовек, е терминот што го користи Ниче. И од моите скромни познавања на делото на Ниче, овде станува збор за идеал на духовен, морален и интелектуален раст преку усовршување на човечките доблести. Ова не е одлика само на филозофијата на Ниче, туку е присутно во многу други, пред се духовно-религиозни системи. 123 години по смртта на Ниче, човекот се уште го нема направено тој квалитативен скок кон бивањето надчовек. Дури таа благородна идеја малку звучи како погрешна или забранета, заради безобразното злоупотребување од страна на нацистичката идеологија. Но она што човекот се повеќе го добиваше за време на животот на Ниче и уште повеќе во годините по неговата смрт е секако технологија. Така духовните аспирации кон над човекот кои се мачни и за кои можеби не е доволен еден живот, преку технологијата, макар во сурогатот типот на Франкенштајн, стануваат неодоливо достапни. Тоа, драги мои, е воведот во модерното поимање на концептот на трансхуманизмот. Немаме морално право да зборуваме за одреден феномен ако не ја опфатиме и личната засегнатост со него. Секогаш, кога го читам Битие 1, стих 26, потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ. И потоа се анализирам себе си. Сваќам дека или образот на Бог е со 300 маани, или пак имал многу лош ден кога го создавал човекот. Овој стих не ми беше познат кога имав само 8 години, на првиот систематски преглед, кога докторката ми рече: генетска предиспозиција, ќе мораш да носиш очила. Од тогаш, оптичкото помагало за вид е нераскинлив дел од мене, како да е органско ткиво, а сепак е само пластика и стакло, без која јас сум лишен од јаснотијата на добриот вид. Зарем ова не е технологија која ја помага на биологијата да функционира подобро? Секако дека е. Знаејќи го ова, сваќаме дека историјата на трансхуманизмот е историја на човештвото, односно историја на неговото градење цивилизација преку технолошко усовршување. Чудно е што не морализиравме кога благодарение на облеката и технологијата на градени живеалишта, успевавме да се населуваме во средини кои се различни од екваторијалните подречја со пријатни температури и изобилие на храна. Впрочем, човекот е различен од животното токму заради цивилизацијата која ја гради. А таа подразбира постојано употребување и усовршување на технологиите со кои наместо ние да се прилагодуваме на средината, ја менуваме и прилагодуваме на нас самата животна средина. Оваа технологија од памтивек ни овозможува да видоизменуваме растителни и животински сорти
заради масовно одгледување. Со полјоделството и стоčarството всушност успеавме талкачкиот ловечки живот да го замениме со постојаното живеалиште и тоа беше почетокот на цивилизацијата. Во оваа цивилизација отсекогаш имаме јазик и писмо, законодавство, општествена структура, економски и финансиски систем, наука, религија и уште редица важни работи. Ако во зората на истата таа цивилизација се пишувало на влажна глина со зашилено дрвено перо, а денес се пишува со компјутери или телефони, тоа со ништо не ја менува природата на јазикот како средство за комуникација и изразување. Така е и со се друго. Дали е златна монета или дигитален биткоин, идејата во својата суштина останува иста. Развојот на технологијата постојано бележи поместување на некои граници кои порано се чинеле непремостливи. И ако сме доволно искрени, сите тие технолошки исчекори ги дочекувавме со огромен ентузијазам и задоволство. Без да набројувам се поред, само ќе споменам дека интернетот и аналогно сите смарт технологии кои постојат благодарение на интернетот се безусловно прифатени и интегрирани во нашето секојдневие. Економијата и финансиите веќе се непрепознатливи поради e-commerce и безготовинското плаќање. Едноставно кажано, светот се менува и постепено технологиите кои доаѓаат како забава, на крајот завршуваат како неопходност затоа што во себе интегрираат важен аспект на нашето секојдневно екзистирање. Сегмент кој исто така опфатен со ова технолошко надградување е секако и медицината. Примената на технологија во медицината наидува најмногу на етички дилеми и токму овде трансхуманизмот од латентен преминува во видлив. И затоа токму овде ќе мораме да нафрлиме една нацрт дефиниција на трансхуманизмот за да ја запознаеме малку повеќе природата на овој феномен. Трансхуманизмот е филозофско интелектуално движење кој се залага за подобрување на човечката состојба преку развивање и правење широко достапни софистицирани технологии, кои можат значително да ги подобрат долговечноста и умствените способности. Или поедноставено, создавање на единство меѓу човекот и машината. Првата дефиниција е секако направена да звучи интелектуално и бенигно, додека втората, која ја сковав јас, е овде да не врати во реалноста и да ја согледаме голата вистина. Но, ајде уште малку да се воздржиме од заклучоци и да видиме дали е етички и правилно комбинирањето на технологија со биологија, токму во медицината. Моите очила кои ги споменав погоре се секако технологија заснована на познавањето на оптиката, со која мојот вроден недостаток се исправа до совршенство и благодарение на тоа, наместо да сум товар на заедницата, можам да функционирам нормално. Ако некој го изнесе легитимниот аргумент дека очилата не се интегрален дел од мене, ќе треба секако да се присети дека благодарение на имплантите, како што се стент или байпас, различните протези на местата на оштетени коски, механичките додатоци кои од инвалиди создаваат сосем функционални поединци, се секако технолошко единство меѓу човечката биологија и механиката на технологијата. Впрочем, на секоја параолимпијада сме се повеќе и повеќе свесни дека благодарение на технологијата додадовме убавина во човековото постоење. Сега, етичките дилеми се наметнуваат кога простата употреба на технологијата излегува надвор од рамките на човечкото и навлегува во рамките на Божјото. Ако некоја одлика на нас луѓето можеби најмногу не прави тоа што сме, е нашата смртна природа. Смртта и желбата за нејзино надминување или избегнување се во основата на сите религиозни системи. Дали е тоа преку ветувањето за вечен живот, преку реинкарнација или воскресение, таа представува есенција на секоја религија. Се додека технологијата го трансформира финансискиот систем, медиумите, начинот на кој се издаваат документите или пак како се врши трговија, има мало значење. Но во моментот кога технологија во форма на вештачка интелигенција се наметнува како сурогат бог, тогаш сваќаме дека ѓаволот ја однел шегата. Ама сериозно. Медицинската примена на технологијата, каква што ја споменав погоре, создаде основа за познавање на начините на кои може да се инкорпорира биологијата на човекот во механиката и софтверот на машината
или обратно, а со самото тоа и подлогата за нејзиното злоупотребување. Ова знаење во рацете на моќни и богати луѓе ја раѓа идејата за купување на единствената работа која досега парите не можеа да ја купат, а тоа е безсмртност. А за тоа, трансхуманистичките мислители сметаат дека е доволно да се надмине смртноста на телото преку инкорпорирање со условно речено вечната машина. Како и за се друго, мораме да бидеме искрени и самокритични и да ја признаеме и собствената вина. Многу технологии дојдоа како забава која ја прифативме безпоговорно и мрзеливо. Се предадовме на неја. Ако треба да употребам метафора, нашата мрзеливост не одведе кон тоа да го предпочитаме филмот од час и половина наместо книгата од 500 страници. Денес проблемот станува акутен, токму заради тоа што новите софт технологии веќе не се продолжување на природните екстремитети, туку стануваат интегрален дел од нашата биологија. Предпоследната фаза во која парите станаа картичка, компјутерот и телефонот стана еден мал но моќен уред, кога документите станаа биометриски електронски уреди, а домот, автомобилот и градот станаа смарт, во последната фаза треба да станат интегрален дел од нашата биологија. Овој преубав свет со неговото изобилие на живот, бои, звуци, мириси и вкусови би требало да го замениме со дигиталниот метаверзум. Ние сме генерацијата која го живее буквалното градење на Матриксот. Јас во мои постари видеа истражував и дојдов до заклучокот дека нашата цивилизација почива на тоа што мала елита владее со огромното мнозинство. Во древноста прангите беа железни, подоцна станаа хартиени па пластични и сега останува да ги прифатиме невидливите софтверски пранги. Останува на нас. 2001 Одисеја во Вселената во далечната 1968 година пророчки ни го покажа суперкомпјутерот HAL, кој имаше развиена собствена свест, како таков се чувствуваше супериорен на човечкиот екипаж на вселенскиот брод каде што беше инсталиран. Беше инсталиран заради неговите карактеристики на свест која може да управува со бродот додека луѓето хибернираат. Нели, машината не познава умор, време и старење. Научната фантастика има две главни гранки – дистопија и утопија. Нашата реалност од не знам кои причини ги следи како по сценарио дистописките модели и тука е најголемата опасност од вештачката интелигенција и трансхуманизмот кој се гради со нејзина помош. Ако сакаме да придонесеме кон градењето на подобар свет, мораме да се нурнеме во тој свет, да си ги извалкаме рацете со работа потребна за градењето на тој свет. Наместо само да вриштиме на социјалните мрежи дека ете некој зол систем ни наметнува дигитален идентитет, дигитални пари и метаверзум. Внимателно, зашто социјалните мрежи и нивниот алгоритам се дел од тој трансхуманистички концепт. Технологијата сама по себе е неутрална. Нејзината употреба е добра или лоша. И токму тука е нашата улога во општеството денес и во иднината. Футуризмот не е нов и морам да нагласам не е лош концепт. Јас согледувам два концепти во футуризмот. Заради поедноставување, едниот го нареков Мичу Како концепт, додека другиот е Жак Фреско концепт. Мичу Како е трансхуманист пар екселанс. Според него, ние во догледна иднина ќе надминеме многу работи кои ги познаваме како типично човечки, препуштајќи се комплетно на технологијата. Пример, наместо да имаме лекар, во иднина таа работа би ја вршил смарт тоалет, кој врз основа на нашите екскременти би ни препишал како терапија, така и листа за намирници од смарт продавница за во смарт фрижидер. Другиот концепт е оној на Жак Фреско, кој во својот утописки модел наречен Venus Project замислуваше супер технолошки град каде технологијата е ставена во апсолутна служба на човештвото. Пред се оние активности кои денес подразбираат тешка и мачна човечка работа, за да се ослободи човештвото и се посвети на благородни, креативни, возвишени работи како уметност, музика, поезија, наука, уживање. Во првиот систем има дигитални карбонски пари и социјален кредит, додека во вториот нема воопшто финансии, затоа што е проектиран за да ги задоволи сите потреби на поединецот
и на заедницата. Замислувајќи го светот на иднината, наместо враќање во пештерите, за да се избегне рамката на дистопискиот трансхуманизам, јас замислувам утописки систем по примерот на Venus Project, каде човекот и понатаму останува човек и што е најважно од се, слободен човек. Што се однесува до смртта, мораме првен да се запрашаме кои сме ние. Секој од нас треба да си го постави ова прашање. А јас за себе знам дека не сум ни име, ни презиме, ни раса, ни националност, а најмалку од се сум некаква религија. Јас сум искра од бесконечната свест и како таков сум бесмртен. Физичкото тело е само минливо искуство, низ кое минувам и со моето постоење сакам да ја направам подобра таа божествена целина на која ја припаѓам. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.